Унгарскиот премиер Виктор Орбан на социјалните мрежи објави видео во кое вели дека добива закани од украинска страна. Во видеото што го сподели во разговор со своите ќерки, вели дека заканите не се упатени само кон него, туку и кон неговите деца и внуци. Ситуацијата се случува во период кога на Унгарија престојат парламентарни избори. Украинците веќе им се закануваат на моето семејство, на децата и внуците, сите се добро, но се има своји граници. Украинскиот председател Володомир Зеленски го повика американскиот председател Доналд Трамп да го зголеми притисокот врз рускиот лидер Владимир Путин, а не врз него. Не и веруваме на Русија, но веруваме дека американците сакаат да завршат оваа војна. Потребен е зголемен притисок врз Русија, а не врз мене. Неговите изјави доаѓаат од како Трамп минатата недела изјави дека Зеленски треба да постигне договор, а верувајќи дека Путин е повеќе спремен за компромис. Во меѓувреме, украинските воздушни одбранбени сили неутрализираа 77 од 94 дронови лансирани од руски сили против територијата на Украина во текот на ноќта, соопштија од украинските воздухопловни сили. Председателот на Србија Александар Вучич и премиерот на Албанија Еди Рама излегува со предлог што би ја забрзал интеграцијата на земјите од Западен Балкан кон Европската унија. Тие предлагаат делумна и функционална интеграција како привремен чекор кон целосно членство, со што би имале пристап кон внатрешниот пазар и Шенген зоната, без европски комесар или право на вето.